Бугарија влегува во собранието, Димитров и Османи конечно прифатија поканата и собраа храброст да се соочат со претениците, потврди Заев, но премиерот не знал за што ќе се разговара. Запрашан што ќе се открие пред народните избраници, ги упати новинарите одговор да побарале од Димитров и Османи. Не знам, некој од министрите да ја прашате, тие се повикани, веројатно за деталите од разменувањето на идеи помеѓу двете работни групи, двајцата министри за надворешни работи, секако и нон-пейперот или последното размислување што го дадовме до Бугарија, па нивната реакција на нивното размислување, секако веројатно ќе ги споделат со самиот парламент ваквите детали. Иако пораките од Бугарија се дека по изборите за Македонија може да биде само полошо, Заев останува на ставот дека за политичките прашања немало да разговараат додека не заврши изборниот процес кај источниот сосед. Секогаш пред избори навистина е нерационално или невнимателно, непродуктивно да се преговара за политички теми, но можеме да работиме на акциониот план. Инфраструктурата, спортот, образованието, информатичкото општество, не знам, туризмот и многу други обврски кои што ни се на двете страни, се со цел да го јакнеме пријателството помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. Како што соопшти Заев, Димитров и Османи отчет ќе дават пред Комисијата за надворешна политика, каде претседател Антонио Милошовски. Датумот се уште останува непознат. Премиерот вели ќе се разговарало кога ќе имало време во собранието.